Учебниците по историја за петто одделение ќе бидат прва точка на втората седница. Македонско-бугарската работна група за ревизија на минатото треба да разгледува и за заедничкото чествување на празниците и личностите. Били Залфа првиот човек на комисијата. На дневен ред на ова втора средба во Скопје има две точки во основа. Тоа се разгледување на наставните содржини по историја, во учебници по историја во двете држави и второ разгледување на можности за заедничко одбележување на одредени историски настани или личности. Бугарија смета дека до Првата светска војна заедничката историја е безбедна. Ова го вклучува и Линденското востание. Со ова очигледно се согласува и нашиот министер за надворешни работи. За нас и Линденското востание е еден од столбовите на кои што почива македонската држава. 2 август 1903 година. Бугарија има друг поглед. И задачата на историчарите, не на политичарите, е како да најдат заеднички јазик и како тоа да не биде непомирливо. Ние ништо не губиме ако тој голем настан е важен и за друга држава и за друга историска традиција. Ако Линденското востание е дефинитивно заедничко, проблем остануваат наставните програми и историските личности. Некои од учебниците што ги прегледавме се неверојатно погрешни, изјави Ангел Димитров, бугарски представник во комисијата. Нашите експерти пак велат дека секоја земја си има свои историски наративи. Па токму тоа и била целта на оваа комисија, да разговараат и да најдат решение за сите спорни точки кои ги имаат Македонија и Бугарија. И тие имаат забелешки за дел од бугарските учебници. Токму ова ќе биде ставено на маса на утрешната седница на комисијата. Не станува збор за ревизија. Ние ќе ги анализираме учебниците и потоа на база на заеднички некои решенија ќе дадеме сугестии и предлози до владите на државата. Значи ние не правиме ревизија. Ние само ќе дадеме предлози и сугестии како да се надминат одредени недоразбирања во учебниците и негативната перцепција од бугарска страна или од наша страна кон минатото на Бугарија или на Македонија. Средбата е согласна обврските за имплементација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка.